им дал рок на Вреди до крајот на неделава да го предложат новиот министер за здравство и замениците во одбрана и земјоделие. Ваков договор паднал на вчерашната коалициска средба која имал со лидерите на оваа партија која е дел од владината коалиција. За судбината на 50 директори кои се откажаа од Таравари, премиерот вели дека ќе се одлучува дополнително. Тоа се стратешки теми за кои што ќе се разговара дополнително. Бидејќи следат локални избори, потребно е да се гледа пошироко целиот контекст. Не е едноставно, но на кое што е важно е дека владата е стабилна, силна, има речиси двотретинска поддршка во рамките на парламентот и јас очекувам да продолжиме со коалицијата Вреди, онаму каде што би рекол излезе поранешниот министер за здравство, кој што за жал ја промени реториката во последните неколку денови и сега е во прегратките на оние кои што повеќе од 2 децении го криминализира општеството во Македонија, ја плячкосува, ја урнесува, ја срамеа, но тоа е негова одлука. Таравари веќе неколку дена не ги коментира заминувањата од неговата партија откако викендов дел од поранешните сопартијци ги обвини за предавство. Утрово информираше дека остварил средба со албанскиот премиер Рама за како што вели да му ја честита победата на изборите. За време на разговорот беа дискутирани и прашања од значење за албанците во регионот, како и потребата за зајакнување на меѓуалбанската соработка на сите нивоа, политичко, институционално и општествено, се вели во соопштението на партијата на Таравари. Средбата со Рама следи на само неколку дена по средбата на вице-премиерот Фетај со косовскиот премиер Курти, по која и јавно соопшти дека нема да го следи Таравари на патот кон Дуи. Александар Спасовски, Сител телевизија.